без вода во Скопје. Се повеќе граѓани на социјалните мрежи споделуваат објави дека немаат вода. Ако до лани тој проблем го имаше само во приградските средини, годинава вода нема ниту во центар, Карпош, аеродром. Јавното претпријатие Водовод и канализација секојдневно апелираат да се штеди и рационално да се користи водата, но попусто. Проблемите се јавуваат најмногу заради застарената инфраструктура, затоа што голем дел од водоводната мрежа во Скопје е стара повеќе од 40-50 години, па како последици на честите дефекти и пукање цевки доведува до огромни загуби на водата. Вториот голем проблем е пренатрупаноста и урбаната експанзија, затоа што се зголемува населението, се прошируваат урбаните зони, без да се направи соодветно проширување на водоводната мрежа. Евидентен пример последниве години за ова е Бардовци, каде што секојдневно никнуваат нови градби, а водоводната мрежа не се проширува. Трет проблем е неправилна употребна и расипничкото трошење со неконтролирано користење на вода за наводнување, миење улици и други непродуктивни намени. Четврти проблем се нелегалните диви приклучоци, кои им ја трошат водата на корисниците и создаваат погрешна слика за потребите од вода во градот. Петтиот проблем е лошото менаџирање на Скопски водовод и недоволната посветеност да преземе нешто, затоа што во следните години лесно може да се случи Скопје да стане град без вода. Со апел до опозицијата да ги поддржи предложените измени и дополнувања на Законот за локална самоуправа, го започна отчетот министерот Златко Перински. Тој нагласи дека е финализиран текстот на предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за локална самоуправа во согласност со европските стандарди и извештајот на Венецијанската комисија од 2019 година, особено во делот на локална демократија преку можноста за отповикување градоначалник. Она што беше основна задача на Министерството ја завршивме. Дадовме се од себе преку транспарентен и инклузивен процес во рамки на 8-месечен период да ги вклучиме сите засегнати страни. Генерално измените кои ги детерминиравме се однесуваат на зголемените демократски процеси во рамки на реализирање на локалните политики. Во моментов законот е во собраниска процедура и затоа уште еднаш упатувам апел до опозицијата предводена од ДУИ и СДСМ да ги надминат своите суети и да го поддржат ова законско решение, бидејќи на вистина и на граѓаните и на градоначалниците ќе им ги отвори повеќе вратите за пристапност во делот на комуникација со граѓаните, гласачите и ќе го даде механизмот за референдумско отповикување на градоначалник, што сметам дека е насушно потребно, рече Перински. Перински во отчетот рече дека изминатата година се почнати реални вложувања во инфраструктурата на општините и е поставена рамката за стратешки и рамномерен развој на државата. Наведе дека преку програмата АА за инфраструктурни општински проекти, општините аплицирале со околу 1200 проекти, а вкупната инвестиција е 20 милиарди денари, што нагласи дека представува досега најголема распределба на јавни средства за поддршка на локалниот развој. По 7 години целосно запоставен, спортот се враќа во приоритетите на владата предводена од ВМРО ДПМН, соопшти од владеачката партија. Покрај проектите што ги реализирале во цела држава, тие ги нагласија и проектите во Скопје. Изградба на нова спортска сала во склоп на Војната академија во општина Аеродром во Скопје. Отпочната комплетна реконструкција на спортската сала Расадник во Скопје. Во Газибаба се изгради монтажна трибина со сертификат за меѓународни надпревари во склоп на Академијата Вардар. Во општина Центар фудбалски терен со трибина, кошаркарско игралиште, детско игралиште и фитнес зона, а во општина Киселавода повеќе наменски спортски терен со голема трибина. Се откочи проектот за изградба на 5 базени, од кои 2 се во Скопје до крајот на летото пуштени во употреба, информира од ВМРО ДПМН. Општина Центар го прошири опфатот за доделување на субвенции за обука и полагање на возачка дозвола за Б категорија со цел да се задоволи зголемениот интерес кај младите. Со новата одлука право на аплицирање ќе имаат и младите кои годинава ќе наполнат 19 години, односно сите што се родени во 2006-та, но и во 2007 година, истакна градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Субвенцијата изнесува 10.000 денари и може да се користи исклучиво во автошколи регистрирани во општина Центар. По повеќе од 12 години продолжува изградбата на црквата Света Софија во општина Аеродром. Инаку темелите на новата црква беа поставени и осветени на 25 јули 2012 година, а изградбата започна во 2013 година, но за жал веднаш потоа изградбата се стопираше.
Скопје Сити Мол во партнерство со Синеплекс го отворија првото летно кино под отворено небо на покривот од трговскиот центар. Rooftop Open Air Cinema беше промовирано со проекција на блокбастерот Интерстелар на култниот режисер Кристофер Нолан. Со ова официјално започна првата летна сезона на ова уникатно кино под звездено небо, кој ќе понуди фантастичен избор на филмска програма до 5 септември. Проекциите ќе се одржуваат 3 пати неделно, секоја среда, петок и сабота, со почеток во 21 часот, а на програмата ќе се најдат холивудски хитови и македонски култни филмови. Посетителите ќе имаат можност да уживаат не само во киноискуството, туку и во дополнителна забавна програма која започнува од 19 часот и 30 минути пред секоја проекција. Во рамки на забавната зона ќе се организираат тематски активности инспирирани од филмските содржини, со музика во живо, коктели, вкусна храна и разни интерактивни изненадувања. Се што е потребно за едно комплетно летно излегување. Вечерва со почеток во 20 часот и 30 минути во Музеот на македонската борба за самостојност, во рамките на овогодинешното издание на Скопско лето, ќе се одржи концерт насловен «Оперска приказна од најубавите дела на Верди и Пучини», во изведба на Марија Наумовска-Бакревски сопран и Андреа Наунов пијано. Вечерва започнува 15-тиот меѓународен фолклорен фестивал Газибаба 2025, на кој освен домаќините од Македонија, ќе настапат и гости од Република Српска, Босна и Херцеговина, Словачка, Полска, Турција, Австрија. Фестивалот ќе трае 3 дена и ќе се одвива на локациите: плоштад Филип II Македонски, Автокоманда; Основно училиште Свети Наум Охридски, Булачани; парк Кино Маџари. Со промовирање на новата иновативна програма на дигитален водич низ јавната уметност во Скопје и во останатите градови, ќе се нуди нов начин на доживување и разбирање на уметничките дела што не обкружуваат. Еден од клучните елементи на проектот е поставувањето на QR кодови покрај уметничките дела, со што граѓаните и туристите ќе имаат директен пристап до информациите за делата и нивните автори. Овој пристап го трансформира градот во музеј под отворено небо. Вчера полицијата го лоцираше и го приведе возачот на моторот со кој пред 2 дена беше усмртен пешак на кеот на Вардар пред гостилницата кај Жабарот. Од Североскопје информираат дека по документирање на случајот во координација со јавен обвинител, против него ќе биде поднесена кривична пријава по брза постапка. Да подсетиме, пред 2 дена според информации од очевидци, скопјанецот беше прегазен буквално под прозорецот од својот стан, веднаш откако излегол надвор. Страшно е што во моментот на трагедијата во близина имало повеќе од 30 деца кои се движеле и играле на кеот, затоа што можело да дојде до уште поголема несреќа. Очевидци кои споделуваат детали на социјалните мрежи тврдат дека мотоциклот со кој било удрено лицето бил управуван од 2 лица кои побегнале. Вчера попладне во близина на противпожарната служба во населбата Автокоманда, во голема полициска акција, припадниците на Бирото за јавна безбедност разбија организирана мрежа за трговија со дрога. Поточно во фокусот бил канал за дистрибуција на синтетичка дрога екстази. Приведени се најмалку 3 лица, а запленета е значителна количина на екстази. Скопски Вардар по 7 годишна пауза повторно ќе игра фудбал на европската сцена. Првиот надпревар црвено-црните ќе го одиграат на 10 јули од 20 часот и 30 минути, каде на националната арена Тодор Проески ќе ја пречекаат екипата на Ла Фиорита во рамките на првото квалификациско коло од конференциската лига. Од клубот информираат дека билетите за овој надпревар веќе се пуштени во продажба, а ќе бидат отворени само јужната и западната трибина. Изградбата на новата детска градинка во Стопански двор продолжува со одлична динамика, откако беа отстранети неколку пречки кои ја забавуваа реализацијата на проектот, сподели денеска преку социјалните мрежи градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски. На приземјето ќе бидат сместени 2 јаслени групи за околу 30 дечиња на возраст до 2 години, додека на првиот кат ќе функционираат 4 занимални за повозрастните. Вкупниот капацитет ќе надмине 100 деца во предучилишна возраст.